Дигиталната агенда е процес кој треба да го приближи информатичкото општество во една нова сфера. Сфера на интернет услуги и добра за граѓаните, бизнисите, истражувачите. Дигитализацијата е процес што треба да го олесни животот на граѓаните. Технологијата го менува во корен начинот на живот на луѓето. Дигиталната стратегија на Европската Унија има за цел да направи оваа трансформација да функционира за луѓето и бизнисите. Создавањето единствен пазар за податоци ќе овозможи тие податоци слободно да течат низ различни сектори по корис на бизнисите, истражувачите и јавната администрација. Кога дигитализацијата ќе овозможи брз и квалитетен увид на официјални податоци, тогаш луѓето, бизнисите и организациите ќе донесат подобри одлуки. ИСА ги опфаќа процесите на дигитализација, давањето на дигитални услуги, процесот на информатички комуникацијски технологии и нивниот развој и целокупната дигитализација на целокупниот јавен сектор. Значи мерки, планови и активности за давањето на услугите кон граѓаните. Владата ги задолжи сите институции до 2022 година да се приклучат на интероперабилноста што ја има нашата држава, односно таа е во Министерството за информатичко општество и администрација, наше е одржувањето. До сега на неа имаме приклучено околу 35 државни институции. Таа е важна, бидејќи тоа е можност, тоа е магистрала преку која државните институции помеѓу себе ќе разменуваат податоци. Планот е на крајот од 2022 година да имаме повеќе од 100 институции кои што ќе бидат прикачени на оваа мрежа на интероперабилност. Планот на владата е добар, но дали институциите имаат капацитет да го спроведат процесот? Од владата најавуваат помош за некои институции кои ќе даваат електронски услуги. Некоја моја проценка е дека за тоа во 2022 година ќе имаме потреба околу 20 милиони евра буџетски средства кои што ќе треба да бидат вложени во институциите, во насока на знаење, во насока на софтвер, во насока на хардвер, за да институциите бидат спремни и да го зголемат и размената на податоци помеѓу себе, меѓутоа и да го зголемат на ниво да го зголемат нивото на давањето на електронски услуги кон бизнисите и кон граѓаните. Давањето на дигитални услуги треба да има возможност на граѓаните да бидат позадоволни, да добиваат побрзи услуги, да добиваат поквалитетни услуги, да го ограничиме човечкиот фактор во давањето на одредени услуги. Тоа е особено важно и во борбата против корупцијата овде во нашата земја, меѓутоа од друга страна исто е важно и да зголемиме и нашата транспарентност во целокупното и секојдневното наше работење. Интернет брзините се неопходни за спроведување на процесите на дигиталната агенда. Во нашата држава во моментот има прилично брз интернет и фиксен и мобилен. Споредено со просечните брзини во Европа сме една од, да кажеме, најдобрите земји во Европа со брзините. Последните мерења што ги направивме, еднаш годишно правиме мерење на мобилна брзина. Тоа беше негде јануари, февруари, почеток на годината. Мислам почна од декември ланската, па завршивме ова година. И просекот беше на едниот оператор над 60 мегабити на секунда во ниво на државата, на другиот над 90. Од Агенцијата за електронски комуникации имаат план да обезбедат брз и стабилен интернет и во иднина. До крај на 2029 сите граѓани да имат пристап на брзина најмала 100 мегабити. Значи најмалата брзина да биде 100 мегабити. По националниот бродбенд план што беше усвоен 2019 година, таргетите беа до крај на 2023 најмалку еден град да биде покриен со 5G, до крајот на 2025 главните коридори, патни коридори да бидат исто покриени со безпрекинат 5G сигнал. До крајот на 2027 сите градови во државата да бидат покриени со 5G сигнал и до крајот на 2029 секој граѓанин на Македонија да има можност за пристап, тоест за 100% покривање на територијата. И
сите јавни институции да имат до крај на 2029 симетричен пристап на интернет со брзина од најмалку 1 гигабит. За разлика од Агенцијата за електронски комуникации, кои обезбедуваат квалитетен интернет, производството на апликации за дигитални услуги оди потешко. Имаме сервисна магистрала за интероперабилност. На неа се за сега приклучени 35 институции, државни. Рековме и пред малку дека целта е наредна година да бидат преку 100. За сега немаме приватни субјекти на таа магистрала, како да речеме ќе ја земаме Естонија. Естонија е земја каде што на таа магистрала за интероперабилност, кај ни се нарекува X-Road, се поврзани над 6000 субјекти. Значи се поврзани и јавни институции, државни институции, меѓутоа и приватниот сектор е поврзан на тие магистрали и можат меѓусебно да комуницираат. Сите овие што ги зборевме дигитални услуги, еве над 100, ако се наредна година, ќе ни останат за наредните, не знам, 3 до 4 години да ги доразвиеме и сите оние други 800-900 услуги кои што сега ги имаме, да речеме само информативно на нашиот портал. Од Министерството за информатичко општество потенцираат дека државните органи користат неунифицирани стандарди за имплементација на дигиталната агенда. Затоа најавуваат промени. Во 2022 година да го отпочнеме процесот на формирање на онаа дигитална агенција за дигитализација што ја велиме. Агенцијата за дигитализација ќе биде една точка од каде што ќе се водат сите процеси во нашата држава. Според Лисабонската стратегија, дигиталната агенда за Европа беше замислена како една од 6 водечки иницијативи на стратегијата Европа 2019-2024, усвоена од Европската комисија. Комисијата е решена да ја направи оваа европска дигитална декада. Европа е решена да го зајакне својот дигитален суверенитет и да постави стандарди. Не само за Европската Унија, туку и за земните аспиранти за членство како Северна Македонија, дигитализацијата се гледа како голем чекор кон социоекономскиот развој. Пристапот до податоците и способноста за нивно користење се од суштинско значење за иновациите и растот.